Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Бил Клинтон, еден од најпопуларните поранешни американски председатели, главно поради економскиот просперитет за време на неговиот мандат, синоќа критикуваше републиканската политика на Демократската конвенција во Шарлот. Вечерва пак председателот Барак Обама самиот ќе се обрати пред сопартиците, со што и официјално ќе прифати номинацијата за уште 4 години во Белата куќа. Започнуваме со најновите вести. Поради можноста од невреме и грмотевици, организаторите на Демократската национална конвенција планираат председателот Барак Обама наместо на отворено на стадион пред 74.000 лица. Вечерва да ја прифати номинацијата за реизбор во Центар за конвенции пред 20.000 делегати и симпатизери. Последните анкети покажуваат дека председателот Обама и републиканскиот против кандидат Мит Ромни се изедначени во поддршката меѓу избирачите на 9 недели пред одржувањето на изборите. И додека поранешниот председател Бил Клинтон говореше на Демократската конвенција, неговата сопруга и актуелна државна секретарка Хилари Клинтон рече дека за неја е важно да не биде вклучена на партискиот собир поради позицијата на прв дипломат на САД. Таа во моментов е 16.000 километри подалеку, на турнеја по Азија. 17 милиони американци во одреден период во 2011 имале проблем да обезбедат доволно храна за семејството. Тоа е пораст од 800.000 луѓе во споредба со претходната година, јави одделот за земјоделство. Американски федерален судија ги острани правните препреки за пограничната сојузна држава Аризона да почне да го применува контроверзниот дел од својот закон, што налага полицијата да го проверува имиграциониот статус на луѓе кои таа ги запрела или врши истрага за нив. Опонентите велат дека мерката може да води до систематско расно профилирање и продолжен притвор за приведување на хиспано-американците. Ураганот Лесли со ветришто 120 км на час се наоѓа на околу 750 км јужно од Бермуда и бавно се движи кон север. Метеоролозите предвидуваат дека ураганот би можел да предизвика опасен наплив долж американскиот источен брег. А во време кога демократите во Шарлот одржуваат партиска конвенција, недокументираните имигранти го користат собирот да изразат загриженост за американската имиграциона политика. Поголемиот дел од животот во САД, недокументираната имигрантка Ирири Унзуета Караско живеела во страв. Има многу пречки кога сте без документи. За мене беше мощно фрустрирачки. Таа повеќе не стравува јавно да проговори за својот статус. Сега е дел од движењето Без документи, без страв, кој одржа протест за граѓанска непослушност во Ноксвил, Тенеси, на својот пат кон Демократската национална конвенција. Професорката по право при Универзитетот Тенеси, Карла Мекандерс, вели дека протестите во Аризона и Тенеси и други сојузни држави, кои разгледуваат легислативи што ја возможуваат на полицијата под плаштот на разумно сомневање да го провери миграциониот статус на приведените, ја наметнаа дебатата за имиграционата политика во средиштето на американската предизборна сцена. Председателот Обама неодамна најави дека Оделот за домашна безбедност ќе запре со процедурите за депортирање против ограничен број на млади имигранти без легален престој. Тоа не е доволно, вели Унзуета Караско. Председателот Обама навистина верува дека се потребни реформи во имиграциониот процес, но тоа не го докажал на дело, со акција. Без документи, без страв ги завршуваат двумесечните протести ширум САД на Демократската национална конвенција во Шарлот. Предходните обиди за реформи во американскиот имиграционен законник, последниот во 2010 доживеа неуспех во Конгресот. Рускиот пазар е мета на американските автогиганти. Продажбата на автомобили расте, а со тој потребата од инвестиции. Русија е на пат да стане една од 5 најголеми светски производители на автомобили и во 2014 да ја го одземе приматот на Германија, како најголемиот европски автопроизводител. Зад сјајната фасада од убави девојки на Московскиот меѓународен саем лежи возбудата дека Русија може да влезе во друштвото на најголеми автопазари – Кина, САД, Јапонија и Германија.
Русија се приклучи кон Светската трговска организација пред 2 недели. Сега автогигантите брзаат да го зголемат производството во земјата, додека се уште се заштитени со тарифите. Трите најголеми американски компании, Ford, General Motors и Chrysler, планираат да инвестираат по $1 милиарда во руските фабрики. Тед Кани се председател на руската филијала на Ford. Дојдовме први пред 10 години. Досега произведовме 500.000 возила. Русија е голем потенцијал за Ford. Джеймс Бовензи, председателот на General Motors во Русија, најавува дека компанијата во наредните 5 години двојно ќе го зголеми производството. General Motors го смета рускиот за голем, растечки пазар во светот. Продажбата на автомобили во Русија годинава порасна за 14%, а автосалоните мака мача да ја задоволат побарувачката. Џон Стеч е директор на Chrysler за Русија. Едно време немавме доволно автомобили, така што моравме да го зајакнеме снабдувањето. Постои простор за натамошен растеж, вели стручњакот Крис Вифер, затоа што руските потрошувачи имаат пари во џебовите. Русија е еден од најбрзо растечките пазари во светот, а тоа се должи на мощно стабилниот раст на приходите. Бернард Сучер, долгогодишен американски инвеститор од Детройт, седиштето на големите 3 автоконцерни, е импресиониран од случувањата во Русија. Позитивен тренд, приказна во која сите добиваат. Треба да се охрабруваат глобалните производители и снабдувачи. Со сите овие нови возила на рускиот пазар, наредниот предизвик е повеќе паркинзи и подобри патишта. Утре во Newsflash, од час во час расте конкуренцијата во светот на мобилните компјутери. Во изден, телекомуникацијските гиганти Nokia, Microsoft и Motorola најавија нови продукти. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во Newsflash, нов мобилен бран. Потрошувачите пред голем избор на нови телефони и компјутери. Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. Се гледам утре.